Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И ова наша радиоемисија, почитувани слушатели, со која се јавуваме директно преку етерот на радиостаницата CMR, ќе имаме разноликост. Покрај новините Блиц вести од Македонија, ќе продолжиме со македонските кралеви, за да потоа ја одбележиме 7532-та македонска нова година. Најстара во светот, но затоа пак на крај мој коментар на неделата. Но најпрво со весела песна, за да и вашите души ги развеселиме. Среда е, на 27 септември е празникот Крстов ден. Токму вечерва ќе дадеме и краток прилог за овој наш македонски православен празник. Празникот
Воздвижение на честниот крст, во народот познат како крстовен, се празнува во чест на наоѓањето на крстот врз кој бил распнат Исус Христос и во чест на неговото враќање од Персија во Ерусалим. Поради неговата чудотворна моќ, крстот е наречен и животворен крст. Црквата празнува два празника, поврзани со честниот крст, зимскиот крстовден или водокрст, што е на 18 јануари према Григоријанскиот или католичкиот календар, односно 5 јануари према јулијанскиот или нашиот православниот празник, односно календар. На овој ден биле крштевани оние што го примале христијанството, а есенскиот крстов ден под името Возвишение на честниот крст се празнува во чест на наоѓањето на крстот на кој бил распнат Исус Христос. За подостоинственото празнување на празникот, но и за оддавање признание на Светиот Крст, како и за сочувствување со страдањата на Спасителот Исус Христос, Светата Црква го одредила овој ден како тежок празник и како строг пост. На овој ден не се јаде ништо мрсно, дури ни растително масло. Некои верници на овој ден јадат само леб и грозје. Вечерта спроти крстовен, од полето се носи граф, пченка, компири, љубеници, грозје, а утрото се оди во црквата, каде што се раздава за здравје. Па нека е напомош и сите оние кои го носат тој име или го слават празникот крстовден, а го носат името Крсте, Крстинка, Христина, Кристина, Кристијан, нека им е честито и вечно. Се јавих вчера мече, да искочиме ми рече и 3 сати ја се спремав да јадам, време немав. Јас брзо сосем гладен, но со имидж сосем складен, спремен жени ја зашмекам, појдов автобус да чекам. На станицата што стигна, полна паника ја стигнав, мече пола сат го нема, не знам што толку се спремал и на крај мече дојде, пред нос автобус ми пројде, но догледав ме со мече и друг по него се влече. А за гужвата не зборам, да се гужам и јас морам, секој тегне гази трпа, ме изгужва ако крпа, ама мораш да се возиш, не си глупешки да одиш, па и гужви нека има, не се пеша живот зима. Отвори го пенџерчето, се задуши в ме, ќе потркаме. Отвори го пенџерчето, се задуши в ме, гужви не трпиме. Полека ситно, ама стигнав, не е битно пред кафичот, кај што мече дека кидеме ми рече. Тука гужва исто така, секој ден е овде вак. Избацивачот така вели, ако сме лоши ке не смели. И да чекаме ми рече, си застанаме со мече. Како така за 2 часа добивме и една маса. И си седнавме на неа, сите околу се смеат. Кои изгубени германци, ја си мече бевме странци. А ако новарот штом дојде и покрај нас не ни пројде, почнав одма да се дерам, поглед кон нас да му перам. А то не ке ни да дојде, а за Чанко тој си појде, а и гајле ја си немам, кога добри жени имам. А и жени колку сакаш, само погледи им праќаш и пополека ги шмекаш да се фати нешто чекаш. Згодни девојки на кило, да ги гледаш ти е мило, се би дал за да се двои една крај тебе да стои. Отвори го пенџерчето, се задуши в ме, ќе потркаме. Отвори го пенџерчето, аман, се задуши в ме, гужви не трпиме. Вече стапува на сцена, шмека една добра жена и во стилот него светски кома паѓаат 3 женски и гужва пак се прави, секој од нас ке се дави. Отворете ми врати, зашто мене ми се мати. А мече гајле нема, жена со себе си зема и од гужвата тој бега. Што да правам сега? Да ги спасам 3 жени, тие мече што ги плени, да се жртвувам, јас морам да ги спасам, се да сторам. Ми текна добра згода, земам една кофа вода и ја истурам на глава и со шамари ги малам. Тогаш тука дојде мече и возбудено ми рече: автобусот ке ни кине дома, како ке се стигне? Ајде мрди малце сега, автобусот ке ни бега. Да го бркаме ке мора, да го патиме е фора. Се испотив петачаки и измрзнавме чекајки. Автобусот веќе дојде, ние мислиме ке дојде. Отвори го пенџерчето, се задуши в
се задушиме, ушли не трпиме. Отвори го пенџерчето, се задушиме, ќе поцркаме, лелелеле. Отвори го пенџерчето, аман, се задушиме, ушли не трпиме. Ноември 4 Леринско оро со оркестрот Децата од Буф. Ова би рекла е единственото друштво кое регуларно, традиционално ги одбележува македонските настани секоја година со игранка, банкет и пикник. На 4 ноември управата на Леринското друштво се со председателот Грег Цанев ве поканува на Леринското оро, каде заедно со вашите роднини, пријатели, соселани ќе се развеселите со орото и песната македонска и звуците на оркестрот Децата од Буф, а посебно со младата Ашли Клашов. Добро дојдени сте сите. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416-712-4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. И ова недела продолжуваме повторно со македонските кралеви.
пат продолжуваме со Птоломеј I. Проломеј I или Птоломеј од Алор бил регент на Македонија од 368 до 365 година пред нашата ера. Извршил атентат врз неговиот претходник Александар II за да ја заземе власта. Владеел како регент за младиот Пердика III, се додека Пердика не го убил во 365 година пред нашата ера. Инаку, според Хамонит, тој бил помладиот син на Аминта II, малиот, кому Аминта III му ја дава својата ќерка Еврионоја за жена. Но одиме со Пердика III. Пердика III бил крал на Македонија од 365 до 359 година пред нашата ера, наследувајќи го својот брат Александар II. Пердика бил син на Аминта III и на Евридика II. Како Александар II бил убиен од страна на Птоломеј од Алор, Пердика III бил по старосната граница, па со кралството владеел Птоломеј од Алор како регент во 365 година. Исто така Пердика го убил Птоломеј и го презел македонскиот престол. Пердика бил убиен во битка против илирскиот крал Бардилис при обид да ја освои Горна Македонија. Бил наследен од неговиот многу мал син Аминта IV, но престолот наскоро бил узурпиран од помладиот брат на Пердика Филип II. И останува уште да спомниме за уште еден крал пред да одиме идната недела со Филип II, а тоа е Аминта IV. Аминта IV бил крал по титула на кралството Македонија во 359 година пред нашата ера и член на династијата Аргеади. Аминта бил син на кралот Пердика III. По смртта на татко му во 359 година пред нашата ера станал крал, се уште бил малолетен. Негов тутор или учител и регент на кралството станал Филип II Македонски, најмладиот брат на Пердика, кој тогаш имал 23 години. Истата година Филип II Македонски се прогласил за крал на Македонија. Иако ја узурпирал власта на својот млад внук, не го сметал за опасност по неговото владење, дури да му ја дал раката на својата ќерка Кинана. Но после убиството на Филип II и доаѓањето на Александар Македонски на власт во 336 година пред нашата ера, ситуацијата се променила, така да Александар сметал дека Аминта представува опасност на неговиот пат до престолот и веднаш го погубил. Ете тоа беа и другите тројца кралеви од кралството на Македонија. А сега да одиме со блиц вестите од Македонија. Тоа содржат документите кои ги добиле на USB во плико уште лани по средбите со екс-премиерот Груевски. Опозицијскиот лидер Мицкоски обвинува дека во два од вкупно 3 документи кои функционерите на ДУИ ги добиле се содржани сите детали. Па еве, ќе ги прашате и Талат Џафери и Али Ахмети за содржината на тоа USB, на тоа плико и каков документ имало во тоа плико. И јас ќе ги следам внимателно нивните изјави и внимателно ќе следам дали ќе ја кажат вистината. Еве да оставиме тие да ја кажат вистината, бидејќи тие ги добиле два од трите документи. Имате вие некоја информација околу? Еве јас да оставам тие да ја кажат вистината. Предходно, Мицкоски, повикувајќи се на изјави на Ахмети, обвини дека на тајните средби со Груевски се договарале измените на кривичниот законник, со кои се намалија казните за злоупотреби на функционерите. Од ДУИ пак негира дека биле дел од сценарија или заговори, иако потврдува дека средби имало меѓу Ахмети, Груевски и Заев, вела дека тие биле за помирување за време на пражинските преговори. Ахмети со Груевски и Заев се среќавал на посебни средби за процесот на помирување за време на пражинските преговори и никогаш не се разговараше за кривичниот законник од едноставен факт што тогаш немаше ниту СЈО, ниту обвиненија. Единствените преговори за КАЗЕ се водени со Мицкоски на лидерските средби во клубот на пратеници по негова иницијатива и барање. Ахмети и Џафери немаат примено никакво плико и USB, велат од ДУИ. Владеачката партија пак наместо одговори на ваквите обвинувања преку партиско соопштение вели дека опозицијата се распаѓа поради внатре партиско незадоволство.
Расколот внатрешните проблеми со еден збор, распадот на ДПМН не е заради вредности, туку заради суети и големо внатрешно незадоволство. Мицкоски да не ја меша СДСМ во меѓусебни присметки и сам да си ги решава кавгите. Серијата препукување, обвинување и дворски игри во Белата палата покажуваат колку се длабоки внатрепартиските проблеми во ДПМН. Екс-премиерот Груевски уште од средината на минатата година во неколку наврати демантираше дека преговара амнистија со власта во замена за поддршка на уставните измени. Ивана Соколовик најдова, Сител телевизија. Со измените на кривичниот законник Груевски нема да се врати во Македонија, тврди председателот Пендаровски во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик. Тврди дека е свесен за проблемот кој Македонија го има со корупцијата, но според него причина за тоа не се законите, туку нивната примена. Нема амнестија, значи нема амнестија, значи ако не се предвидуваат казни или ако се брише сосема делото, тоа не е случај. Во тој случај би рекле да, имаме амнестија. Опција за застарување на кривично дело. Постои, меѓутоа само се намалува времето за кое застаруваат и ја можам да ви кажам дека за дел од тие одредби, барем од одредба членот 353 застаруваат, да речеме, за 8 години. Надвор од правните рамки, нели тоа на некој начин е амнестија? Не. Не е амнестија. Ни на ниеден начин. Не е амнестија. Значи видите, ако е тоа амнестија, еве да логицираме вака, како обични граѓани. Ако тоа навистина беше амнестија, Груевски ќе беше сега денеска во Македонија. Ова го тврдам децидно. Со последните измени на кривичниот законник, Никола Груевски нема да се врати во Македонија. Тврдам. До сега не се вратил, заради овие измени нема ни да се врати. Пендаровски вели дека причина плюс зошто се потпишал на измените на кривичниот законник кои беа донесени за само 24 часа се и големиот број на одлуки кои судот во Страсбург ги носи против Македонија за судење во разумен рок. И јас го поставам овој пример. 2015 направивме специјално јавно обвинителство. По распуштањето на СЈО, од познатите причини, пред 3 години сите предмети на СЈО ги преземаа редовните обвинителства. Што е одсудено до сега од тие високи случаи? Мерцедесот за Гордана Јанкуловска? Тоа не е доволно. Чи зошто 8 години, од кога се отворија првите најголеми случаи, предпоставени на ниво на обвинение, до сега никој од тие луѓе не отиде во затвор. И се овие што се критичари на измените на кривичниот закон, велат да, па малку е 8 години. Колку треба да им дадеме? 28, за да ги завршат постапките. Знаете дека се криеа предмети во фиоки, за големите предмети да ги наречам. Знаете дека се судеше со години, на крај ќе ви речат другиот месец еден од поротниците заминал во пензија, одиме наново, со ново судење. Така што тоа се јасни махинации на оние кои треба да го применуваат законот. Наспроти овој став на председателот, оние кои треба да работат со новиот закон тврдат дека законските измени влијаат на културата на неказнивост во земјава. Екс-обвинителката на СЈО Ленче Ристевска вчера во изјава за медиумите рече дека законските измени се навреда за сите кои работат во борбата против корупцијата и вложиле многу труд во предмети кои сега ќе им застарат. Александар Спасовски, Сител телевизија. Уште еднаш да ве потсетам за Леринското оро што ќе биде на ноември 4 во салата на црквата Свети Климент Охридски. Леринското друштво е единственото, би рекла, друштво кое регуларно, традиционално ги одбележува македонските настани секоја година со игранка, банкет и пикник. На 4 ноември управата на Леринското друштво со председателот Грег Цанев ве поканува на Леринското оро, каде заедно со вашите роднини, пријатели, соселани ќе се развеселите со орото и песната македонска, но и звуците на оркестрот Децата од Буф, а посебно со младата Ашли Клашов. Добро дојдени сте сите. Фирмата пак Недан Тим, Real Estate, специјалисти за продавање или купување на куќи. Дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Побарајте го Васко Недановски на 647 333 9628 или 905 877 8262.
Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заемничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти LG Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побарајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. А сега да одиме со прилогот околу македонската нова година. Нова македонска година на 21 септември према јулијанскиот календар, а 4 октомври према грекскиот календар или новиот календар кој го викаме католички. Тоа е македонската нова година 7532 по старост. Тогаш, кога македонците оделе со сонцето во 6 часот, кога заоѓало сонцето, тие почнувале со веселба. Со традиции славејќи го берикетот што го добивале во таа година. А знаеме дека на 15 септември евреите ја слават новата нивна година, а ова година е 5784 за нив нова година. Додека пак кинезите пак во февруари го слават 4523-то лето или година, а некаде се пишува дека 4518-та година. Не случајно евреите во нивната Библија, која им се вика Тора, во Стариот Завет, запишани се само два народа – евреите и македонците.
Меѓутоа, бидејќи евреите сакат да бидат први во се и Божем како најстар народ, јас имам пак свое лично мислење, а може би за некој од вас ќе биде чудно или смешно ако кажам дека се македонци од фамилијата на пелазгите и пеонците, што подоцна богот Македон ја нарече таа земја по неговото име Македонија. Како што сите знаеме дека многу нови вери се појавуваат, така и тогаш од таа прехристијанска доба или време, или во Стариот Завет на евреите, кои се наречени прво по религијска основа, а денес го зедо и како етничка, ако нема македонски корен, зошто во нивната Библија се спомнати само македонците, а не друг народ? Зборувам за европските евреи. Ако ги видите нивните ликови, најголемиот дел навистина личат на нас македонците, но би рекла каде што има сила, нема праведина. Јасно е дека тие го контролираат светот, а пак книгата трпи. Но да се вратам повторно на македонската 7532 македонска нова година. На 21 септември, почнувајќи од 6 часот навечер, а не од 12 на полноќ, македонците со ритуали, со обредни песни ја посветувале таа вечер на Бога, благодарни од берикето што го добиле. Со таа иста традиција се служеле и римјаните со царевите, цезаровците, Јулија, Августа и така натаму. Тие римски цареви на тој ден унапредувале по 4 генерали кои им биле верни на царот. Но што се случило подоцна? На еден од тие цареви, цезаровци, 4 генерали кои римскиот цар ги унапредил, го изневериле, така да Цезар на 31 декември отпочнува со нова година, отфрлајќи ги овие претходните генерали и поставувајќи нови. Од тогаш па се до денес новата година се слави на 1 јануари. За жал, Западот направи фалсификат, лажна историја. Наводно, за прв пат Божемновата година отпочнала пред 2000 години пред нашата ера, или поточно према денешно време пред 4023 години и во март месец, а потоа Божем во септември префрлено и на крај, еве како што знаеме, 1 јануари со папата Григори после 1500 година. Ако знаеме со факти што ги имаме, а и вечерва ќе ви ги појасниме дека македонската нова година е стара 7532 години, да речам, а западните држави велат дека за прв пат новата година отпочнала пред 4023 години во Вавилон, во Месопотамија, тогаш каде се пак претходните 3000 години? Чиста западноевропска лага за историјата. Од Македонија ја презедоа и во Месопотамија и во другите држави во тоа време, а дека Македонија е изворот за новата година и дека навистина е во септември по стариот календар е повеќе веродавно, зашто тоа се собира овошјето, зеленчукот и се прославува, а во пролет што може да се прави? Тогаш се сади, за да во летото и есента се бере пак плодот. А сега пак додиме со фактите дека навистина македонската нова година е стара ова година 7532. Манастирот Свети Наум во Охрид е изграден 905 година Христово лето или наша ера, како што пишува, а Господово лето 6414. Ова година е 2023. Сега малу математика. Минус 905 кога се изгради манастирот од Христовото или раѓање или наша ера, резултатот е 1118. Кога 6414 со Господовото лето, на него го додадете остатокот 1118, добивате 7532. Значи, ова е за црквата Свети Наум Охридски, која е изградена во 10 век. Манастирот пак Свети Јован Бигорски, каде што е владиката предавникот Партеник, или како што го викаат Карвангелис. Тој манастир е изграден во Христово време или наша ера 1020 година, а Господово 6529 лето или година, што значи во 11 век. Ова година 2023 минус 1020, кога се изгради манастирот, се добива 1003 плюс 6529, 7000, тоа е равно на 7532.
Вакви докази кои стојат се запишани над самата врата од влезот на многу цркви ги има со нагорниот дел од црквата и Христово и Господово лето ги има во сите делови на етничка Македонија. А како дојде за да бидеме 14 дена разлика ние македонците со јулијанскиот, а другите пак со григоријанскиот календар? Јулије Цезар некаде во 33-та година пред нашата ера или поточно во времето на неговото владење се потрудил да го мери времето. Меѓутоа мерејќи го пронашол празнина, па и така го оставил, зашто во 365 дена поделени во часови, минути, секунди ја видел празнината, односно остатокот. Меѓутоа папата Григорий во 1500 година ја презел ова работа или задача, па со помош на некој си француски математичар го решил проблемот, пронаоѓајќи дека секоја четврта година во годината се добива по 366 дена. Собирајќи го времето од тогаш па до негово време, испаднало дека до 1500 година, зборувам од времето на Цезар, заклучокот е дека 14 дена за се имало разлика. Зато и ден денес григоријанскиот календар и празниците во него се 14 дена понапред од нашиот календар, православниот, јулијанскиот. Тоа беше за македонската нова година, стара 7532 години, односно најстара во светот. А сега со една убава песна. Долу на Мегданот, мамо, во нашето село. Oh
А сега со мојот коментар на неделата. Филозофот Аристотел рекол: луѓето ги создават боговите по свое видување, по своја слика, не само во однос на нивната форма, туку и на нивниот начин на живот. Или со други зборови кажано, самиот народ си ги правил боговите како и самиот народ. Меѓутоа, каква слика ќе направи македонскиот народ за муртинското створење Зоран Заев, или пак за Ковачевски, или пак поранешниот министер кој го подпиша Преспанскиот договор Никола Димитров, или просто кажано од предавничката влада и подписници на злосторничките договори за целосно уништување на македонската нација, јазик, култура, историја, традиција. Дали тој македонски народ ќе ги наслика Заев, Џафери, Ахмети, Пендаровски, Ковачевски како ѓаволи со рогови, зашто дефинитивно поинаку не може, а другите пак како ѓаволски слуги со опашки рогови кои лежат на земјата, или пак и Заев и сите тие да се решат да се истребат од таа наша Македонија, зашто на Македонија не и треба смрдеа и краста за да ја трујат нашата татковина. Таа е вистинската, всушност, богиња Македонија, жена убавица, како и македонската божица, што е Дзена, која е универзална, за која и во серии е снимено и прикажувано. Јасно е дека Македонија била обемна со многу градови и села, би рекла предводена од македонски владетели, да видам појасна, Василеос, односно Вас, Иле, Ос, што значи вас или ваш, или е богот на сонцето, богот на светлината, а Ос е јас. Поточно, тоа е вашиот бог на сонцето, вашата светлина, или владетел сум јас, што значи сила. Многу работи ни изменија римјаните, а потоа многу повеќе во втората половина на 19. век Германија и Англија. Грција пак со 16 годишниот принц од Баварија, кој беше роден во Салцбург во 1815 година, а умре во Бамберг 1867 година, како крал на новокомпонираната држава која ја креираја Германија и Англија, тоа е Грција, дошол во 1834-35 година и посакал да слушне некој кој зборува грчки, па изненаден прашал: каде се грците? На тоа присутните кои го придружувале свитата занемеле, но еден од нив рекол: нема грци во Атина, но тоа нема да биде проблем, бидејќи ова население, а се мисли на гегите, кои се дојдени од Касписко море, тогаш, а денешни албанци, вели, секогаш ќе биде тоа население верно на вашата монархија, рекол еден од придружниците. А дека е тоа така, и во денешно време албанците им се верни кучиња на НАТО и ЦИА, а во Втората светска војна и на Хитлер. Од сево ова што заклучуваме? Ако од сите страни сакат да не приграбат, земајќи ни го највредното, македонското, а помогнати тие надворешни сили од домашни предавници, време е ние македонците, кои доколку на вистина Македонија за нас ние се и се што, ќе мораме да се спротиставиме во одбрана на нашето собственото македонското. За ваша информација да кажам, како што реков и во претходната емисија, дека горе-долу со петицијата или декларацијата што ја направија македонците од Република Македонија и се собра над 100.000 потписи во одбрана на Македонската православна црква, речиси победата е на наша страна, да си остане како Македонска православна црква Охридска архиепископија, а не православна црква на Северна Македонија, архиепископија од Охрид, како што бара ѓаолот од Цариград Вартоломеј и неговите така наречени грци. Но исто добра новина. Владата изјави дека до нова година ќе важат македонските пасоши што се со Република Македонија. После тоа, доколку можат да гласат на изборите и председателски и парламентарни, ќе мора тоа да го направат идната година, но под Северна Македонија со нови пасоши. Народот го ставија веќе во забуна. Но благодарение на новоформираната партија Десна, која е исклучиво само со македонски членови,
Адвокатите од партијата се спротиставија до владата, укажувајќи им дека ќе биде судена таа предавничка влада доколку народот македонски биде спречен да гласа со нивните важечки пасоши со Република Македонија. Така да ова партија десна, која реков исклучиво има само македонски членови по род, беше единствената партија што така се спротистави, а за жал сите други партии молчеа. Што значи, сите вие што имате важечки пасоши со Република Македонија, слободно ќе можете да гласате идната година. Ова иста партија ја прави националната декларација каде во 10 точки, меѓу другото ќе биде раскинување на преспанскиот бугарскиот договор, тиранската платформа, како и сите други илегални закони, амандмани кои ги ставија во уставот на Република Македонија. Но исто така, Македонија да си биде на македонците и официјален јазик да биде само македонскиот јазик. А малцинствата кои ги уживаат сите права во единствената земја, тоа е само Македонија која дава таква демократија, а нема нити една земја, дури ни Канада во светот, што дава таква демократија на малцинствата или на етничките групи, а тие мора да бидат лојални на таа држава, односно на Македонија, и обавезно секој да го знае и изучува македонскиот јазик. Затоа, драги македонци, декларацијата во најбрзо време сигурно до крајот на неделата ќе ја имаме. Но од вас што бараме? Да го ставите вашиот подпис. Овде не давате никакви пари, туку овде точно ќе се открие вашето срце за љубовта кон Македонија, зашто сега е времето дали ќе обстанеме, дали ќе постоиме како нација македонска, или и ова парче на Македонија ќе го закопаме за секогаш. Овде нема никакво оправдување, никакви изговори. Овде ќе се покаже вистината дали сакате да постои Македонија и македонското име, или пак да бидеме деца без родители, за да секој не турка или фрла како топка каде што сака. Барем овој пат да одиме по примерот на евреите кои 1949 година за прв пат ја направија државата Израел, земајќи им дел од територијата на Палестина, иако претходно размислуваа егејскиот дел на Македонија да биде нивната држава Израел. Мислам дека доволно бев јасна во моето искажување. Морам да кажам, не е ова закана дека секој оној кој ќе одбие да потпише го запечатуваме, морам да речам, во така наречената Северна Македонија, значи тој што нема да потпише, односно тие ќе бидат северномакедонци или севрџани, како што велат, а не македонци, без разлика дали некој ќе се љути или не, без разлика на моите последици, дали ќе ми го помагате радиото или не, без разлика дали ќе се фрлат дрва и камења по мене. Навистина можете се што сакате да правите. Овде се работи за националното наше прашање. Гарантирано дека во ништо нема да бидете оштетени. А јас, како една македонка, која имав навистина убаво детство во Македонија, мојот аманет, научена од моите родители, е да си ја сакам својата татковина, иако 90-тите години ми беа нудени дури и некои пари, за да не бидам оштра во критика или коментари што ги давам. Ќе посочам еден од таквите, то беше кој ми понуди пари при посетата на Иван Татарчев, тогашен бугарски јавен обвинител, кога дојде овде за Емпиовскиот конвенцион. Така да парите знаат да дојдат, но и да си одат. А името македонско, македонската нација, македонскиот народ со таа наша мајка Македонија мора да е вечна, но затоа пак ние сме тие што ќе постои или нема да постои. Но, повторно да кажам, не е никаква закана или да ве терам насила да потпишете, но во ова тешко, можеби најтешко во сите времиња, откако постои Македонија и македонскиот народ, од нас зависи да се биде или не. Да одиме со крената глава, горди на својот македонски идентитет, на Македонија, или ќе бидеме никои и ништо. Понижени од другите, расфрлени како курдите и циганите, но нашето ќе биде уште полошо, зашто ќе имаме истата судбина како и американските индијанци, односно native people, како што ги викаат, кои немаат ништо.
Се им се уништи, иако стар народ. Размислете дали такво нешто сакате или со вашите подписи, копии кои ќе се дадат до илегалниот председател на Собранието на Република Македонија Талат Џафери за повик за референдум со апел поништување на се што беше неправедно и новата влада да не сме да функционира доколку не се реализира сето тоа, да се поништи и преспанскиот и бугарскиот и тиранската платформа и се што беше илегално, се додека не се реализира. Навистина тешка работа не чека, но нема да биде многу тешка доколку се појавиме со стотици илјади подписи. Само така можеме да победиме, бидејќи народот е најсилното оружје во државата. А јас морам да ви признам дека верувам во мојот народ македонски, верувам во вас, мои брајка и сестри македонци. Започна векот и 21-виот, може би земјо и најтешкиот. Секое време своја тежина нашето мина го премрежија. Тргнале денес туѓи попови, копат за нас живи гробови. Нашата црква е македонска, верата наша чиста христијанска, некому била лажна сказаната, но да го стигне Боже казната. Нашата црква е македонска, чиста христијанска, и знае светот колку вредиме, со Господ напред ќе победиме. Слушајте ваму туѓи манти, верата нигде нема пранги. Ајда ве нема, дженем фатете и ваши слуги да си земете. До кога со вас ке се плаќаме, ни зрно веќе не ви сакаме. Нашата црква е македонска, верата наша
чиста християнска и знае светот колку вредиме со Господ напред ќе победиме. И ете, полека се наближуваат и последните минути од до крајот на нашата вечерашна емисија. Посакувајќи ви пријатна вечер, слушајте ни идната недела од 6 часот на вечер на 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со радиочасот Глас од Македонија. Драгица Белчевска ви посакува вашиот уредник и водител на Глас од Македонија. Добра ноќ и пријатно.